Добро вечер, вечерно издание на вестите на Канал 5. Во новата учебна година ќе има над 3000 првачиња помалку во однос на лани, што е намалување за околу 20%. Овие шокантни податоци ги соопшти министерката за образование Весна Јаневска на пресконференцијата за резултатите од полагањето на државната матура. Се надевам дека малку ќе опадне таа бројка, но е страшно голема во однос на демографијата. Жал ми е што морам да кажам, но тоа е факт, тоа е и статистика го има објавено, еве сега најновите податоци ви кажувам, бројка над 4000, некаде околу 4900 првачиња помалку од лани до оваа година. Колку и да се запишат, уште две да се запишат, ќе бидеме со најмалку со 3000 првачиња помалку. Тој тренд го очекуваме и следната година, што е поразително за оваа земја. Владата и премиерот и целата влада постојано велиме дека тоа е еден загрижувачки елемент на кој треба да обрнеме особено внимание. Утврдени се низа пропусти во текот на лекувањето на младата струмичанка Станка Михајлова, која остана во инвалидска количка по породување со царски рез во Штип. Дознава Канал 5. Извештајот на Државниот санитарен и здравствен инспекторат е готов, но Министерството официјално не сака да го објави додека не заврши со работа и стручната комисија, која треба да ги утврди дали има лекарска грешка. Во неа, освен домашни експерти, ќе учествува и лекар од соседна држава, а главниот сомнеш кој се проверува е анестезијата што е била дадена. Пациентите на онкологија денеска одржаа протест пред Министерството за здравство, барајки решение за континуираниот недостиг на терапија на клиниката за онкологија. Според информациите што ги има, дел од терапијата веќе е пристигната, но сепак бараат системско решение за кризите да не се повторуваат. Терапијата која што недостасува најчесто е истата, станува збор за филбестран, за золатекс, веќе ги имате списоците, беа објавени неколку пати. Она кое што е поразлично е што овој пат имаше недостаток и на терапија која што е на позитивната листа, односно дел од цитостацитите, што до сега се немаше случајно во ваков обем. Оваа држава во изминатите 5 години онколошките пациенти во постојаност, без разлика и без оглед на кој е министер, на кој е на власт, ги држи во некаква неизвестност со терапијата. Она кое што го сакаме е да знаеме дека не бараме привилегии, едноставно сакаме терапијата да е навремена и да е континуирана. Кризата со водата во Гостивар продолжува, граѓаните и натаму за основните потреби се снабдуваат преку цистерни и вода во шишиња. Таму денеска беше Маја Стојановска со снимателот Христијан Димитровски. Пружени раце и надеж за чиста питка вода. Она што вообичаено го имаме со едно вртење на чешмата. За гостиварчани деновиве значи чекање во редици и неизвестност. Во услови на високи летни температури, пунктовите за вода кои низ градот ги има околу 10 и најчесто се поставени во близина на поважни локални институции. Станаа нова секојдневна станица за жителите, место каде доаѓаат по најосновната потреба – вода за пиење и готвење. Додека на повеќето од нас денот ни започнува со чаша вода или припремање на оброк, на гостиварчани деновиве им започнува токму вака, чекајќи камионите кои што на пунктовите им разнесуваат вода, понекогаш и со часови на овие пеколни температури. Но граѓаните реагираат дека дистрибуцијата не секогаш се одвива според очекувањата. Велат дека времето на пристигнување на водата се менува од ден на ден, а на дел од пунктовите според нив понекогаш воопшто ја нема. Животот со ограничени количини на вода за пиење и готвење среде лето станува се потежок, а количините што ги добиваат, велат тешко ги задоволуваат потребите на едно домаќинство. Еве неколку дена не носат пак, се снаоѓаме со пари. Тешко не да е тешко, него преку тешко е. Ама тоа е тоа. Ова што се случи е катастрофа. Значи досега ова што се случи во нашиот крај, значи неиздржливо, да ви кажам отворено. Никако, девојче, никако. Никако. Ни за јадење, ни за ништо. Што ќе измиеш ти, кажи ми со една гајба вода, па да направиш јадење, ручек, доручек, вечера. Горещи тешко е.
апелирам да речеме на владата, повеќе да имат обврски, да носат вода. Кризата со водата не го промени само секојдневието на домакинствата. Последиците ги чувствуваат и угостителите, кои велат дека работат под отежнати услови, со дополнителни трошоци за обезбедување вода, но и со намален број на гости и промет. Луѓето се плашат, прометот е намален доста и се трудиме да им удоволиме на луѓето. Со овие сладки што имаме вода носиме од селата, например, од изворите и купуваме претежно. И се трудиме да бидат и луѓето задоволни. Прометот е намален доста. Се надеваме дека ќе помине, ама кога, никој не знае. Додека граѓаните и бизнисите се обидуваат да се снајдат во новите услови, од Советот за превенција при општина Гостивар велат дека состојбата редовно се следи, а локалниот кризен штаб постојано заседава и ги разгледува проблемите со кои се соочуваат жителите. Со грант од Европската Унија од 149 милиони евра ке се гради третата и последна фаза од пругата кон Бугарија, вклучително и прекуграничниот железнички тунел, дел од коридорот 8. Договорите за финансирање на изградбата на пругата во должина од 22 километра беа подпишани денеска во владата, а покрај грантот од Европската Унија обезбедени се и поволни кредити од 175 милиони евра. Онака како што беше пред 2 години овој проект, подразбираше дека треба да завршиме на пола тунел. И без да имаме јасна определба од страна на нашиот источен сосед дека ќе имаме модернизација на секцијата која што ја поврзува границата со нас и Софија, вклучително и другата половина на тунелот. Да, требаше време. Требаше да се постигне напредок во разговорите со нашиот источен сосед. Тој напредок се постигна, се подпишаа договори. Имаме комитмент од двете страни и имаме тунел кој што е практично трет дел од проектот. После скоро 2 години работа, доаѓаме до проект кој што е остварлив, кој што е реален и кој што може да биде изграден, да биде реализиран. Не беше лесно во овие 2 години и беше доста предизвикувачки. Она што е особено значајно е што успеавме да постигнеме договор со Бугарија за изградба на прекуграничен железнички тунел кој што треба да ги спои двете држави и само на тој начин овој проект добива смисла. Лидерот на СДСМ Венко Филипче од Ново село повика МВР и обвинителството да ги пронајдат и да ги приведат напаѓачите кои, како што тврдат од партијата, синоќа за време на посетата на премиерот Мицкоски ги нападнале младите активисти на СДСМ. Упатувам порака. Децата не се сами. Не беа сами синоќа, не се сами денеска, нема да бидат сами ни утре. Ова е знак дека власта е исплашена. Исплашена е заради тоа што излегува вистината за загадената вода, излегува вистината за економијата, излегува вистината за Европа, излегува вистината за тоа дека сега сме слепо црево на Европа. Доаѓа време на правда и вистина. И ќе одговараат. Ќе одговараат за сите криминали, а најмногу за тоа што посегнаа по децата, поради тоа што единствено нешто што децата правеа, ќе повторам по трет пат. Ја говореа вистината. И гледавте вестите, имајте убава вечер.